вонземски раси кои се во контакт со земјата. Некои велат дека вонземската цивилизација постоела пред да се роди човештвото на планетата Земја. Други велат дека вонземјаните од друга планета доаѓале на земјата и му помогнале на човештвото да се роди. Тие веруваат дека тие вонземјани доаѓаат на земјата од време на време и водат евиденција за тоа како луѓето напредуваат. Еве кои се тие вонземски раси кои се во контакт со земјата. Под 10. Сиви или грејси. Сивите потекнуваат од звездениот систем, познат како Зета Ретикули, кој е звезден систем кој се наоѓа некаде на јужната небесна хемисфера и се смета дека е една од вонземските раси во контакт со земјата. Нешто повеќе од 40 светлосни години од нас. Тие се практично нашите најблиски соседи. Ако треба да избереме една конкретна раса во космосот и да ги наречеме лоши, под наводници, тоа дефинитивно ќе беа овие грејси. Хуманоиди со долга глава и карактеристични сиви црти, тие се најчесто прикажаниот вонземски животен облик во нашите медиуми. Исто така, тие се суштества кои најчесто се опишани од киднапираните луѓе од вонземјани и кои биле вратени назад на земјата. Сивите имаат најголема тенденција да бидат вклучени во киднапирање затоа што сакаат да експериментираат со луѓе. Тие размислуваат за земјата како што би размислувале луѓето за својата фарма за кокошки. Само преполни со генетски материјал кој едва и чекаат да го земат од луѓето, тие доаѓаат на земјата за да прават експерименти над луѓето. Под 9. Сасани. Хибридите се особено чести низ космосот и се верува дека се од вонземјански раси во контакт со земјата. Некои дури веруваат дека ние луѓето самите сме генетски хибриди, но тоа е дискусија за друг форум за разговор. Сасаните се хибрид кој е развиен од рептили и луѓе. Откриено е дека нивниот развој е неопходен откако сивите мутирале преку генетско експериментирање до точка каде што повеќе не можеле да се репродуцираат со користење на конвенционални средства, тоест вонземски размножување, и можеле да родат нови генерации само со клонирање. Клонирањето е добро и добро ако сакате да создавате нови суштества. Сепак тоа не дава генетска варијација во текот на последователните генерации што доведува до проблем. Така тие дојдоа на земјата и убедија неколку луѓе да ги споделат нашите генетски информации со нив. Од ова генетско вкрстување, универзумот беше благословен со сосема нов тип на суштество – сасаните, кои на некој начин се како нашите меѓузвездени роднини. Потоа им била дадена сопствена планета и им било дозволено да шетаат слободно и еволуирале во најдобрите суштества што може да бидат. Сасаните имаат посилна врска со нивното повисоко јас и се верува дека се таму каде што еден ден ќе бидат луѓето, иако тие се милениуми пред нас и се една од 15 вонземски раси кои активно се занимаваат со свесното будење на човештвото. Под 8. Арктуријци. Од сите видови за кои се верува дека живеат на Млечниот пат, арктуријците се најстарите и најмудрите. Се вели дека тие се една од вонземските раси во контакт со земјата. Ако потекнуваат од некој од вонземските видови на оваа листа, веројатно ќе беше овој. Нивниот беше првиот систем кој му беше даден дар на живот во нашата галаксија и сите други видови, вклучувајќи го и нашиот, можеби потекнуваат од нив. Тие мутирали и еволуирале со текот на своето време и сега постојат во многу форми. Главната раса на арктуријците се со зелена кожа и големи очи кои можат да видат директно преку вас. Развојот на умот на оваа раса наместо телото ги направи мали пораст. Сепак, нивната напредна интелигенција значи дека ако некој вонземски вид таму знае како да ја користи силата, тоа се овие вонземјани, затоа внимавајте. За среќа тие имаат репутација дека се најљубезни суштества во галаксијата.
Под 7. Нордици. Изгледаат како нордиски богови, русокоси со блескаво сини очи и добро градени, фино тренирани спортисти. Можете да видите од каде скандинавците ја добиле инспирацијата за Тор. Сивите привлекоа големо внимание кога станува збор за вонземјаните, но нордиците се вид кој доаѓа во контакт со луѓето, речиси исто колку и тие. Сепак тие се повеќе заинтересирани за благосостојбата на човечката раса отколку сивите. Под 6. Плејадици. Плејадите потекнуваат од светлото звездено јато познато како Плејади, и тие се едно од суштествата на Млечниот пат кои многу личат на луѓето. Се смета дека тие се една од вонземските раси во контакт со земјата. Затоа може да седите во соба со еден во моментов и да не го знаете тоа. Главната разлика меѓу нас и нив е тоа што тие се особено чувствителни на физичките енергии кои постојано се движат низ универзумот. Ова значи дека најдобриот начин да се допре до еден од нив би било со концентрирање на испраќање психички пораки или телепатско комуницирање. Под 5. Јахјел. Многу се зборуваше за тоа која раса ќе биде првата што официјално ќе им го открие своето присуство на земјаните. Оној за кој експертите за вонземјани, под претпоставка дека може така да ги наречете, се чини дека сите се согласуваат со Јахјел. Ова е една од вонземските раси во контакт со земјата. Познато е дека е љубезен и сакан. Исто така тие се прогласени за најдобри суштества што го оствариле првиот контакт со нас поради нивната напредна и хармонична врска со технологијата. Нешто што ние овде на земјата имаме мал проблем да го избалансираме. Секогаш кога ќе дојде до нов изум, ние прво го користиме да се вооружуваме. Јахјел знае дека ние не сме непријателски суштества, така тие одвојуваат време за така што ќе си го олеснат патот до нашата психа со пријателски видување на НЛО, како што е глетката во март 1997 година позната како светлата над Феникс, за која тие преземаат одговорност. За време на тој настан тие им приредија на илјадници луѓе низ државата Аризона во Северна Америка спектакуларно светлосно шоу на небото. Има дури и видео за секој што го пропуштал. Под 4. Анунаки. Ако човечките суштества можат успешно да колонизираат друга планета, што би било првото нешто што би го направиле? Ограбувајте го за ресурси, се разбира, што е токму она што го направија Анунаки кога пристигнаа на Земјата. Тие дојдоа од планетата X или Нибиру, речиси митска планета за која некои научници веруваат дека ротира околу нашето Сонце на многу широка елипсовидна орбита, што ја носи далеку во просторот на Вселената. Оваа планета е елипсовидна и е она што го прави нејзиното присуство толку тешко да се докаже. Сепак присуството на Анунаки е забележано во текстовите кои датираат од месопотамиските култури. Се верува дека тие се една од вонземските раси во контакт со Земјата. Како и да е, Нибиру со планетите од внатрешниот сончев систем се урнаа во друга планета и резултатот од судирот создаде планета која сега ја нарекуваме Земја, додека нивната планета беше тука. Неколку од Анунаки под наводници оскокнаа од нивниот свет и на нашиот во потрага по жолт елемент што тие го посакуваат, наречен злато. Дали некој ще се запрашале зошто златото е толку вредно? Да, тој е сјаен, но не прави ништо корисно како да лекува болни или да произведува енергија. Па зошто ние како вид го посакуваме тоа толку многу? Ние го посакуваме тоа затоа што го посакуваат Анунаки и додека беа тука не ангажираа како нивна работна сила за да ископуваме злато за нив. Под 3. Алфа дракониици. Анунаки беше една од вонземјанските раси во контакт со Земјата. Тие не беа првата рака вклучена во ископувањето минерали на нашата мала планета. Пред нив дојдоа алфа драконииците.
Тие беа на огромна висина. Овие лоши суштества се составени од чист мускул и тие личеа на диносауруси или змеови. Како што може да замислите, тие беа многу несреќни кога Анунаки се појавија и го преседоа нивното место на земјата. Сепак тие суштества се активни на нашата планета со марионети сместени во високи ешалони на власта, додека тие си го чекаат своето време во обид уште еднаш да ја преземат власта. Под 2. Рептилите. Пред Анунаки да застанат и генетски да создадат работна сила, имаше раса на интелигентни суштества што живееа овде и се смета дека е една од вонземските раси во контакт со земјата. И знаеме како рептили, со големина приближно на човечкото суштество. Анунаки ги носеле под земја рептилите, каде што се вели дека се уште живеат до денес во мрежа од сложени подземни тунели. Оние кои се слободоумни и љубопитни можеби ќе можат да ги најдат овие тунели и да дојдат да ги посетат. Сепак со оглед на тоа дека ние сме причината што тие не можат да излезат на површината на земјата. Веројатно ќе водерат живи и ќе ви го остават само скелетот кој виси на стап надвор од влезот како предупредување за сите други кои ќе решат да ја нападнат нивната територија. И под 1. Номос. Некои вонземски видови избираат да комуницираат со одредени племиња на земјата, со кои едноставно подобро се согласуваат. Скандинавците ги имаа нордиците и догонците. Племето домородни во Мали, во Северна Африка го имало Номос, кој потекнувало од најсветлата ѕвезда на нашето ноќно небо Сириус. Догоните знаеле со векови пред модерната наука да открие дека Сириус всушност се состои од 3 ѕвезди и тие дури знаеа колку време му требаше на Сириус Б да го обиколи Сириус А, имајќи предвид дека тие беа милениуми далеку од измислување уреди доволно моќни за да го видат Сириус одблиску. Логично е дека имаа посетители од тој дел на галаксијата кои им кажаа за тоа.